Заврши последното коло од првата македонска фудбалска лига. На градски во Штип Брегалница ремизираше против екипата на Вардар со резултат 0:0. Покрај оваа средба се одигра и надпреварите. Евромилк Гостивар 1:1, Македонија Ѓорче Петров Металург Скопје 1:3, Напредок Ренова 0:0, Шкендија Пелистер 4:0 и Турново Работнички 1:0. Брегалница оваа сезона ја заврши на 7-та позиција на табелата со освоени 44 бодови. Додека шампионската титула му припадна на Работнички кој успеа да освои 62 бода. Од следната сезона со прволигашки статус се стекнуваат екипите на Силекс и Тетекс, додека елитното друштво го напуштаат Евромилк, Македонија Ѓорче Петров, Напредок и екипата на Гостивар. Екипата на Мал Ајакс преку бараш надпревар ќе бара опстанок во првата македонска футсал лига. Во последното коло Мал Ајакс доживеа пораз на гостински терен против екипата на Илирец со резултат 4:3. Едно е сигурно, Шкендија ја напушта првата футсал лига. Хеди се новиот тим со прволигашки статус, додека Мал Ајакс на 25 мај во Кочани против екипата на Цико која е второпласирана во втората футсал лига ќе се одлучи за својот статус. Дали ќе остане во најсилното надпреварување или пак од догодина ќе биде во друштво на екипите од втората футсал лига. Се комплетираше и 25-тото коло во третата фудбалска лига Исток. Брегалница Тракања 6:1, Слога Осогово 4:1, Каменица Саса Белазица 0:2, Напредок Здравје Радово Рудар 7:2, Работник Лозово Баби 5:1, Чишиново Карминци 2:2 и Астиво Плачковица 1:4.